Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме овде заедно со вас. Верувам дека и вие сте пред малите екрани каде што сакате да погледнете што денеска ќе се случува во нашата кујна. Но јас ви велам, подгответе се, ќе имаме и забава, ќе имаме и песна, како ми велите вие. Драгче си избори, си пеете, си играте, па и ние дома си играме вака. Ако играете, подобро да играте, отколку да плачете. Знам колку е тешко да се плаче и кога човек е во големи неволји. Затоа ви посакувам многу здравје и среќа на сите вас. Ајде да си ги поздравиме нашите пријатели од ПК-Беско. Да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата масичка. Многу пати кажувам за сите оние кои што се уште не вкусиле производ на ПК-Беско, ете им ги препорачувам затоа што навистина се број 1 во однос на сувомеснатите производи. Поздрав до нашите пријатели од ПК-Беско. Со кого ќе готвиме и играме денеска, морам да ви кажам дека тоа е моја долгогодишна пријателка, повеќе од 35 години се знаеме и секојаш со насмевка, со убави зборови, ние знаеме да се гушнеме и да си раскажуваме за се она што нам ни се случува во текот на изминатите денови кои се немаме видено. Денеска за вас, драги мои, ја поканив мојата драга пријателка Нина Николовска. Знаете по песната, повели, добро ми дојде. Добро те најдов, Злато. Благодарам многу на поканата. Стварно, пред некое време вака се договараме, ама никако да се требало во третата да се договориме. Еве баш овој ден сега, дојде еве кај вас да гостувам. Во третата сезона да ни бидеш гостинка и да ни направиш еден твој специјалитет морски плодови со шпагети, така? Да, така е, Злато. Тоа е омилен. Благодарам, Драгче. Тоа е омилен рецепт кај моите деца. Еднаш неделно обавезно, значи, го правиме, да. Сакаат, они обожаваат морски плодови, риба, така да, еднаш неделно обавезно се. Вечна младост. Вечна младост. Може би затоа ти си вечно млада. Благодарам. Поради овие морски плодови. Водата поставив да ни да дозоврие водата, за да ги ставиме шпагетите, да. Добро. Ајде, јас ќе асистирам. Ајде. А потоа ти ќе си сецкаш таму морски плодови ќе ни пееш. Да, колку сол им додаваш? Па 2 лажичиња, да, бидејќи се мало е лажичето, па 2 овако може. Ајде, Нина ќе си започне да си сецка со ножот тука, а ние ќе бараме песна. Значи внимавај со ножот, затоа внимавај на камерите, ќе пееш, Нина, и ќе готвиш како дома. Да, па јас и дома исто. Ете така. И кога готвам пеам, Драгче. Ајде да слушнеме првата песна, да ни почне убаво, како велам јас, тенџерето да ми се радува. Да. Ако си среќен денес ти, на лице покажи. Ако во душа ти е мрак, тогаш ти сокриси. Од судба нема бегање, за ништо нема каење, за душа има еден лек, песната за напред. Овој живот краток е, маки заборави и тешки јадови.
сонце огрева, лице ти милува. Кажи си една молитва на мајка Богородица. Фала ти тебе, мајчице, за уште еден ден, за малку среќа, здравје и береке. Овој живот работ е, маки заборави и тешки јадови. Ново утре доаѓа, се тече, се менува и брзо проаѓа. Нека удека нам, нека ече труби, еде и со мене срце, нека полуи. Овој живот градот е, маки заборави и тешки јадови. Ново утре доаѓа, се тече, се менува и брзо проаѓа. Нека удека там, нека ече труби, еде и со мене срце, нека полуи. Браво! Ете, нека ечат и зурли и тапан, И нека тапани. чука. Така е, Нина, така е, Злато. ова е ново создадена песна, а е повлече се малку за да те дотераме, бидејќи овие морски плодови твои тука ќе ни прскаат. Да. Така. Малку да те дотераме за Вокуна. Ново создадените песни на тебе најмногу ти прилегаат изворните. Да, Ти изворните. Најдобро си ги пееш Точно, изворните, повели И се. јас многу сакам А лукчето треба. акапела да пеам. Сакаш вака сама Да, се пес. дружам со писатели, мислам покана имам и од... Може ова да го превратам вака, пошто ми е моку или да го забришам? Ајде ќе го забршаме, Да. повели. Благодарам. Така, за лукчето само. И Повели се, Вара. се дружам со писатели, дрече ме покануваат И сакаш само да им да, пееш. македонски песни, Да. да им пеам капела. Мислам не... Сака да ги пееш Да, песните од да, вас да. Од вас кај Пошто ти ги пееш. Добро, чисто македонски, Да, чисто да, македонски така. песни, да, наши стари. Да, Стари песни, овие старите не, песни не кои овие, што- овие новиве, добро. Мислам, има доста и препеани песни до душе. И така. Па Малку добро. посава во кујна. Добро. Требаше да ти врземе панделка. Ајде. Добро. Во ред. Да. И кога се дружите, сите си И пеете, се дружиме, дружите? да, сите, значи сите пееме, со мене мислам сите пеат, пошто писателите нели ги пишуваат песните, меѓутоа дрекче и они пишуваат песни, да речеме, за пеачи. Па точно, чувствата своји... И ги знаат, и ги знаат песните и они со мене пеат. Ќе ти додадам маслиново масло ми Да. рече за морските плодови, ако треба ќе доволно е, додадеме. доволно. Сега прво што додаваш, лукчето или Прво плодовите? лукчето. Добро. Повели. Да. Кујната е твоја, сега Да. јас ќе ти додавам. Ете така. Да завршиме со ножот за да можеш да пееш. Така, јас како велам, ножот го давам на луѓе кои се полнолетни. Да. Еве ти. Не видов колку време треба за шпагетиве. Уште малку. Обично. Уште малку, јас ги Да. гледам по внатрешниот дел, така да уште Да, малку, да. па ќе ги прецедиме. Лукчето да не прегори Не. и така. Лукчето малку само да
ова и ги ставам морските плодови. Така, добро. Повели. Да, благодарам. Ќе ги додадеме и морските плодови. Некои им додаваат вино, некои рум, некои ги прават пијани како што да, зависи. А ти не ги сакаш пијани? Јас не пијани. Добро, не пијани. Значи јас сум толку позитивна што сум пијана цел живот. Така, од љубов пијана, од љубов. Да, од љубов. Има и песна таква, нели? Да, пијана точно. од љубов. Добро. Да. Јас сега мислев да ги намалам малку шпагетите. Да, може. За да, ете така, другата веќе ќе ја зголемиме, за да ти биде во не го познаваш мојот другар Шпоре. Така е. И многу пати си поканувана на народните собири, кои што се... Да, и на хуманитарни концерти, исто секој сум се одважувала, мислам кој ќе ме поканат, никогаш не сум одбила. Исто така и пред цркви сум пеела. Само во последно време некако, не знам, колегиве, колешкиве, некако ме забораваат во таа смисла. Како младите ги барат, повеќе си седат дома. Помладите си ги форсираат. Добро се, тоа е тоа. Тоа треба да си разбереме. Меѓутоа јас не се жалам, фала му на Господ, ете, сум исчувала малку ти 40 години пење. Две керки, внучиња 4, фала му на Господ, сум си доживеала, така да со нив се радувам, си го продолжувам животот. Тоа е најубавиот дел од животот. И тоа е тоа. Иначе песната ми е втора љубов. Прва ми е фамилијата нормално, втора љубов ми е песната. Песната, тоа е што цел живот ти си го работиш. Цел живот го работиш и никогаш нема да заборавам. Нина, морам да споменам и да споделам со гледачите, беше Свети Атанасије Зимен. Многу снег, многу ладно, преладно, а ние чествувавме празник во селото Виниче Скопско. Значи таму се чествува Свети Атанасије. Имаше премногу луѓе, многу голема сала со многу гости. Ти, мојот сопруг, направивте рашумунијада, како се вели, целиот народ играше и пееше, беше нешто феноменално. Народот си ја сака народната македонска песна и навистина беше еден убав собир. Беше преладно, меѓутоа песната ме стопи. Да, песната, орото, народот, знаевте да влезете во, како се вели, 6-7 круга на оро луѓе. Навистина голо. Колку време им е потребно на морските плодови? Да се, малку може да се најако ти се. На најако. Добре, треба да се пропражат овие. Добро, да знаеме, да ги следиме, да не сгрешиме, бидејќи ќе пееш, да не испари малку водата. Добро. Јас подготвувам чај, и тоа одбрав овошен чај за мен и за тебе. Да биде најомилениот дел на моите драги колеги камермани. Драгче, многу ни е мака кога ти си спремаш, а треба 4 за камерманите. Треба 4 чаја да правам. Ај следната 4 чаши на Канал 5 со 4 овошни чаја. Овошни чаеви, Уште малку ќе бидат шпагетите, па ќе ги средиме. И така. Иначе со орца, извини, мораме ова да го кажам, во Герман исто работи. Да, многу пати народни собири, исто, многу народни собири, таму се собираат и по 15 до 16 Еве го поздравувам Орце, мојот најдобар колега. Како вие повозрастните? Па сега ние мораме, вие повозрастните морат сами да се дружиме, да се поддржаваме. Добро, ова да не ми дрмчи вака, јас ќе морам да го исклучам. Готова ми е водата. Ти следи си ги морските плодови. Сега ќе каже колегата Бубе Домазетов на Драгче најомилените. Пошто бидејќи јас воопшто не сакам морски плодови. Што да правам, Нина си го одбра тој рецепт, велам ајде да не се мешам во рецептот. Не смеам да се мешам на ниту еден гостин. Јас ако не ги обожувам, тоа не значи дека другите не ги обожуваат, но Нина нека отстои малку. Така е, секој човек си има свој, мислам, вкус према нешто нормално. Своји тајни на кујна. Така е, ама така е, не можеш на секој да му кажеш сега што да јаде или така, секој си има своји вкусови. Си се определил према тоа што му се допаѓа. Точно. Одиме со втората песна, Нина ќе ни пее, а јас ќе одам кај морските плодови, зашто да не игра со лажица.
нека сјае голем празник славиме. Чиста душа, добра мисла, молитва за среќа, здравје од нашата мајка бараме. Чиста душа, добра мисла, молитва за среќа, здравје од нашата мајка бараме. Наша мајко Богородице, мила, благослови не и дај ни ти сила, овој живот носи среќа ги, така биди со нас да продолжиме. Мака, овој живот носи среќа ги, така твоето име нек се слави до века. Дошле за празникот Богородица. И јас пак преди икона желба ке си посакам за целата фамилија. И јас пак преди икона желба ке си посакам за целата фамилија. Наша мајко Богородице, мила, благослови не и дај ни ти сила, овој живот носи среќа ги, така биди со нас да продолжиме. Така, овој живот носи среќа ги, така твоето име нек се слави до века. Наша мајко Богородице, мила, благослови не и дај ни ти сила, овој живот носи среќа ги, така биди со нас да продолжиме. Така, овој живот носи среќа ги, така твоето име нек се слави до века. Браво. Дали ова на Лешок песна? Вака ми делува како да е за Лешочкиот... Не, ова песна на Канеофест ја испеав. Да, на Канеофест ја Пред Богородица се пее таму некаде во Лешочкиот манастир. Првата песна беше на Лешок. Лешок, и таа Имам иста. уште една на Лешок песна, таа за Македонија, малку е пожална, родолюбива. А јас се ти кажам, весели песни сакам. Да, и затоа ти пратив малку повесели овај дрекче. Да, иначе оваа песна керка ми ја пишуваше. Честитки, браво за текстот, значи убав текст направила. Она порано се дружеше така со текстописци, дете кога беше, пишуваше песнички. И сега некако не толку ја влече, меѓутоа ете за мене. За тебе направи, за мама направи една убава песна. Така. Погледни си го ова, зиркај си го тука за да видиме што и како. Вие дека беа замрзнати драче, малку се. Ако нека провријат уште. Да. На заидинче треба малку да оваква. Да додадеме? Да. Погледи? Не. А сакаш да остане? На заидинче да остане. Сакаш малку. Да, водата. Добро. Баре малку да испари. Да, уште малку. Па ќе додадеме кетчап. Нина, на кое место не си била во Македонија? Имаш жилба да го посетиш со песна. Бидејќи секаде те... Да, секаде. На кое место не си пеела? Па јас мислам дека нема место кај нешто. Па затоа те прашам. Кај што не сум добра. Кај што не сум добра, рече. На кое место?
Еве, имаш желба да кажам, запееш, например, во некое место каде што не си пеела. Со мене си била и Охрид, и Струга, и сите секаде. околни места во Скопје. Ма секаде по сите градови. По сите градови сум пеела овај дракче. Кажи Австралија. Австралија, да. Австралија. Кажи Австралија. Во Австралија имав на времето покана за Австралија, ма деца ми беа мали. Не сум била Австралија. Па не можев да отидам. Или нормално. Ете така да се. Сега можам ако ме поканат. Добро, да се пошегуваме малку. Нека те поканат нашинците. Ајде да го побараме рецептот на денот. Да го побараме рецептот на денот. Ајде додај го кетчапот. Шпагети со морски плодови. Едно пакување шпагети, едно пакување морски плодови, 250 мл кетчап, едно лажице сув босилок, 2 чешниња лук, масло, сол и бибер и други зачини по вкус. Ние овде додадовме маслиново масло, но кој нема дома маслиново може да се употреби и обично масло. Додаде малку бибер, но рековме и во програма ќе додадеш уште малку, затоа што ќе е потребно сув зачин, бибер и босилок, кој ги додаваш како зачини. Да. Така. Добро. Забибери го малку. Да го забибериме. Ете така. Може со лажиче. Добро. Ворете. Значи, сега веќе густата смеса е готова, ова е веќе готово, што треба да се средува. Нека си стои, јас ќе те повлечам сега заради шпагетите да си ги средиш овде. Ајде. Повели. Лажица и вилушка што ти треба? Со што ги поставуваш? Ќе ми треба 2 вилушки. 2 вилушки, ајде повели. 2 вилушки. Постави се. Па и не, како за еден оброк, другите после ќе ги размешаме сите нека ручат овде, ете така. Браво, убаво ни се сварени, гледаш колку убаво. Веќе им го научив, како велам јас, минутажата со око кога ќе погледнам. Терфикот што викаат. Е, баш така. Така. Ете така, убаво изгледаат. Златести. Златести. Чекај. Како децата ги сакаат, викаат, ајде шпагетите како црвчиња. Можеше? Можеше? Е, така. Добро, да ти помогнам, ова ќе го повлечам. Да, доволно. Ова ќе го повлечам, потоа ќе ги замешаме. Ете така. Повели. Така. Одлично. Еве. Обично јас додавам една китка босилок, ама денеска не ми текна да ти додадам, нели, обично носат. Има ли голема лажица? Имаме голема лажица, имаме. Да не го сипувам вака. Како ти е убаво, така ќе го направиш. Можеш и со ова. Да, може. Шачката. Повели. Како вака ги местиш убаво да изгледаат морските плодови? Па, рече, кој се додава, например, од страната. Кој што си сака. Маслинчиња, кој што си може сака, краставичка. Ете така. Мислам, кој што си сака. Да, шери, домат може. Секој по својот вкус. По својот вкус, така. Ете така. Браво. Одлично. Погоден ти е рецептот. Епа научен, велиш секојаш во неделата еднаш го правиш и ова мораш да го знаеш веќе на памет. Па добро, и деца го обожаваат и мислам сите стварно го обожаваме. Додај ми го тавчето. Ете така, од оваа страна ќе го поставиме на кујната. Бидејќи не си ставив китка босилок, од озгора само малку јас ќе го посипам вака. Ете така. Да ни биде во бои. Е, тука сме, еве, со рецептот готови. А за крај бараме уште една песна со Нина и потоа ќе кажам благодарам. Ајде, одиме со третата песна. Шарен кавал свири
fustan, dali ke me zemeš? Nemoj ludo, ne arči se, mama ne me dava. Ke ti kupam šaren fustan, dali ke me zemeš? Nemoj ludo, ne arči se, mama ne me dava. Zlaten prsten, dali ke me zemeš? Nemoj ludo, ne arči se, sama ke ti dojdam. Ke ti kupam zlaten prsten, dali ke me zemeš? Nemoj ludo, ne arči se, sama ke ti dojdam. Го красеше делото, мојата омилена руме моме. За ова добиваш бакнеш од мене. Подарок од ПКБ-ско, затоа што ни беше супер домаќинка во кујната денеска. Ти благодарам што ми беше гостинка во нашата емисија. Благодарам на поканата, Драгче, баш ми беше задоволство и многу пријатно се осеќав како дома. Ете така си бевме заедно. Така е, така е. Тука сме пред самиот крај, драги мои пријатели, на оваа наша емисија. Си пеевме руме моме, мама не ме дава, ама потоа вика сама ќе ти дојдам. Поздрав, ве сакам.